Кинеските производители стануваат господари на електричните возила. Само што BYD најави дека ќе имплементира технологија за полнење на батериите со моќност од 1 мегават. На тоа се надоврза Zikr, кој најави дека преку новите полначи батериите на новите модели ќе се напојуваат со моќност од 1,2 мегавати или полнењето ќе трае колку и она на полнењето на резервоар со бензин. Од друга страна, Европската Унија најде за сходно производителите на возила да ги казни со 458 милиони евра. И покрај главоболките и намалениот интерес за електричните возила се прикажуваат нови модели. А денеска имаме и нов тест – Алфа Ромео Junior Ибрида Специјале. Младите на кои им останува светот со здружени знаења креира автомобил според собствените желби. Создаден под закрила на Европскиот институт за дизајн од Торино, на него работеа вкупно 22 дипломци на оваа ценета институција кои замислија спортско 2+2 купе со мускулести линии. Наречено Vision Rapida, има димензии па и изглед кој потсетува на Nissan Z и во себе може да прими било каква погонска група, бензинска, хибридна или електрична. Стилските линии одразуваат неутралност и ги подобруваат аеродинамичните перформанси, а покрај изразените спортски карактеристики внимавано е возилото да биде употребливо за секојдневно возење. Внатрешноста е ретро, модерна и минималистичка, токму како што младите бараат, но јасно е дека нема да добијат ваков сериски модел, бидејќи намената му е само да ја изрази нивната креативност. Дизајнерите на Genesis подготвија две уметнички дела на тркала. Замислени како елегантно купе и кабриолет, тие на овој начин им се заблагодарија на купувачите кои веќе 10 години ги ценат вредностите што им ги испорачува луксузната дивизија на Hyundai. Како техничка основа е зеден водечкиот нивни модел G90, иако во случајот на овие два концепта механиката воопшто не е битна. Тие со својот совршен изглед и пропорции ги покажуваат новите чекори кои корејските дизајнери ги прават кон редефинирање на автомобилската елеганција и ја демонстрираат посветеноста на марката кон слободното изразување. Ги красат карактеристичните предни светла составени од две линии, а во сличен стил е изведен и дизајнот на задниот дел. Пар складни детали ги нагласуваат спортскиот карактер и перформансите кои ќе останат непознати, бидејќи не се планирани за сериско производство. Ветено остварено, Шкода ја подготви спортската верзија на свежо представениот Elroq кој своето електрично срце го доби на заем од Volkswagen ID4 GTX. Располага со вкупно 340 коњи, кои двата електромотора ги распределуваат на сите тркала, свртувајќи ги до 100 км на час за 5,4 секунди. Оваа бројка е значајна затоа што е најмала меѓу производствените модели на марката во незината историја.
Таа е зачинета со бројните спортски детали на каросеријата, додека за комплетен впечаток ослонувањето е покруто и пониско, а со пирачките засилени. Практичноста на компактниот кросовер сепак е задржана и со едно полнење на батериите тој ќе може да помине до 550 км. Од стандардниот Елрок се разликува и во внатрешноста, која ќе биде најдобро пополнета во гамата, додека ценовното позиционирање засега остана скриено од ушите на јавноста. Никој повеќе не се ни труди да објаснува зошто со електричната автомобилска иднина ќе владеат кинезите. Нивните нови технологии толку често се појавуваат и она што вчера се сметаше за напредно, денеска веќе е надминато. Таков е примерот и со најновите вести од Зикр, кој ветува дека полнењето струја наскоро ќе биде побрзо отколку точењето гориво. Отаму најавуваат дека се во подготовка нови водено-ладени полначи со максимална моќност од 1,2 мегавати, чија инсталација низ кинеските градови ќе започне за неколку месеци. Компанијата, која е во собственост на Гили, има намера да стане лидер во инфраструктура брзи полначи и има план до крајот на 2026-та низ Кина да поседува мрежа од 10.000 места за полнење на батериите на електричните возила. Мекларен премина во целосна собственост на еден државен инвестициски фонд од Абу Даби. За трансакцијата се знаеше од порано, но вистинското изненадување е спојувањето со слабо познатиот британски стартап за електрични возила Force7, кој исто така е арапска инвестиција. Целата приказна е докомплетирана со технологиите на перспективниот кинески производител NIO, каде споменатиот инвестициски фонд има свој капитал. Плановите за иднината се големи. На Мекларен да му се обезбеди место на глобалната автомобилска мапа како на бренд способен со револуционерни иновации да ги поместува границите. Во тоа секако дебелата финансиска подршка ќе има голема улога, а клучно ќе биде ширењето на портфолиото со луксузни седани и кросовери, слично како што направија Порше, Ламборгини и Ферари. Деталите за тоа ќе ги дознаеме веќе при крајот на годинава. Дека S-класата на Mercedes-Benz е направена за елитата покажува и последната новост од Штутгарт, имено преку Drive Pilot, системот за автономно возење на автопат наместо претходните до 60 км на час, слонот може автономно да се однесува без никаква асистенција на возачот до брзини од 95 км на час и да му овозможи голема слобода. Возачот може да гледа филмови, да чита весник или да работи додека вози. Ако возачот не го превземе воланот, кога системот тоа од него го бара, доаѓа до итно запирање. Со цел да го сигнализира работниот статус на другите учесници во сообраќајот, Мерцедес во моментов тестира специјални тиркизни светла во Соединетите Американски држави и Германија. Најпродаваниот модел во B-сегментот на батериски електрични возила во Европа, Peugeot E208, сега може да се пофали со зголемен опсег до 433 км во комбиниран циклус за верзијата опремена со мотор од 156 конски сили, што представува подобрување за 23 км и се опремува со трип планер.
Во комбинација со поврзаниот навигацијски систем, оваа функција ги планира патеките на возење, пресметува идеална рута, а системот ги зема предвид растојанието што треба да се помине, нивото на наполнетост на батеријата при поаѓање, посакуваното ниво на наполнетост при пристигнување и достапните полначи во близина на дестинацијата, земајќи ја предвид потрошувачката на енергија според различни критериуми, како што се брзината, сообраќајот, типот на патот и надморската височина. Петнаесет години вие одбирате, ние купуваме за 24 часа. 15 години над 10.000 клиенти. 15 години општествено одговорна компанија. 15 години доверба. 15 години лидери на пазарот. Финансираме патнички возила, комерцијални возила, камиони, пловни објекти, опрема и машини за вашиот бизнис. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Новиот Peugeot 5008, најнова генерација на SUV со 7 седишта. Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Ако го наречеш возилото Grandland, го правиш да биде Grand. Дизајнираш електрично лого со супер долг опсек на батеријата и 50.000 интелигентни LED компоненти. Секако дека е новиот Opel Grandland. Go Grand! Во потрага сте по совршен автомобил? Со Чери добивате повеќе. Закажи тест возење на cherry.mk. Метрополис, број 1 радиомрежа. Иако не е меѓу најголемите кинески производители на возила, Chery со години е лидер според бројот на извезени автомобили од таа држава. Причината за тоа е трпеливиот пристап во кој не се тежнее по секоја цена да се истакнува од конкуренцијата, туку да се здобива доверба на купувачите со реални вредности. Ферари има сосема поинаква логика за придобивање на купувачите која му донесе нов успех, а тоа е податокот дека дури 40% од купувачите се помлади од 40 години. Chery има формирано два бренда чии модели исклучиво се наменети за продажба во странство. Еден од нив е Omoda, кој во моментов ја шири својата европска понуда со компактниот кросовер C9. За разлика од другите нови кинески модели на пазарот, тој не е електричен, туку плагин хибриден. Како основа има 1,5 литарски турбоагрегат кој со помош на два електромотора на сите тркала испорачува дури 449 конски сили. Тие му обезбедуваат забрзување до 100 км на час за 4,9 секунди, а батериите електрична автономија до 150 км.
Според габаритите е конкурент на моделите како Шкода Кодиак или Hyundai Santa Fe, а според опременоста ги надминува и германските премиум кросовери. Нарекувајќи го адмиралски модел, кинезите ќе кажат дека за цена од 45.000 фунти купувачите ќе добијат електромагнетно ослонување, head-up дисплеј, панорамски сончев покрив долг 1,3 метри, загревани и вентилирани седишта, Sony аудио систем со 14 звучници и друго. Квалитетот е поддржан со гаранција од 7 години или 160.000 километри, а продажбата ќе стартува во јуни. Ферари има моќни перспективи за иднината. 40% од новите купувачи се помлади од 40 години. Ова е добар темел за задржување на стратегијата со која во моментот скоро 3/4 од производството се испорачува на веќе постоечки купувачи. Во Маранело посебно се горди на фактот што до пред 18 месеци процентот млади купувачи не надминуваше 30%. За ваквиот тренд се заслужни сите, од планерите на новите модели преку инженерите кои ги имплементираат иновациите до продажните тимови кои покрај интерните ограничувања околу изборот на купувачи знаат како да ги привлечат вистинските. Затоа и понатаму производството ќе биде задржано на ексклузивно ниво, иако сега просечното време на чекање изнесува околу 2 години. Причината зошто одбиваат да заработат повеќе може да ја сватат само италијаните. Според нив и чекањето на нов Ферари е само по себе искуство. Според плановите за понатаму, во блиска иднина се очекува 6 нови модели, меѓу кои и првиот електричен модел за кој се верува дека ќе привлече нова генерација купувачи. Тоа за компанијата може да значи само едно, дека и понатаму ќе ги зголемува своите приходи, од кои лани како чист профит им останаа дури 28%, што е најмногу во автомобилската индустрија. Со други бројки кажано, од секој продаден автомобил, Ферари во просек има заработено 136.671 евро. Корејскиот тандем Hyundai и Kia не запира. Покрај форсирањето на новите технологии, овие два бренда се доволно храбри да представат интригантни дизајни, но и да продолжат со представување на анатемисаните седани. Може би Европската Унија не може да ги заштити автомобилските производители од американските царини и напливот на кинеските марки, но тука е да ги казни. Овој пат поради картелско здружување за што инкасира 458 милиони евра. Со два новитета Hyundai го одбележа пристигнувањето на пролета. Првиот е за љубителите на напредните технологии представени преку водородот како погонско гориво. Корејската марка, која е една од ретките кои ги негува, ја подготви втората генерација на моделот Nexo, кој сега може да се пофали со автономија до 700 км. Водородот се чува во 3 резервоари под притисок од 700 бари, а електромоторот кој ги задвижува предните тркала располага со 204 конски сили. Изгледот кој му беше најавен со концептот Intinium во голема мерка потсетува на поновите кросовери на марката, освен задниот дел кој на многумина сигурно нема да им се допадне. Затоа пак вториот нивни новитет никого нема да остави рамнодушен. Произлезен од малиот Инстер, личи како да е подложен на голема количина стероиди, заради што ја има ознаката Инстериод. Наменет исклучиво да го сврти вниманието на новата генерација возачи изгледа како да излегол од видеоигра. Детали за погонскиот систем нема, ниту пак дали некој ќе се осмели да даде зелено светло за неговото сериско лансирање. Веројатно ќе остане само магнет за привлекување погледи на манифестациите каде Hyundai ќе го покаже.
Избркани од Европа и Америка, големите седани се уште екзистираат во останатите региони од светот. Меѓу другите и во Јужна Кореја, каде купувачите го добија редизаинираниот Kia K8. Представена пред 4 години, оваа 5-метарска лимузина е генерацијски наследник на моделите што ги паметиме под ознаките Кандеца и Опирус. Ја дели механиката со Соренто, а дизајнерски наликува на електричниот EV9. Внатрешноста е богато опремена на граница на луксузот и безбедносната опрема е на ниво, а моторната понуда се состои од 4 верзии. Основен е 2,5 литарскиот мотор со 198 конски сили, а во вистинското пакување доаѓа со 3,5 литарски V6 со 300 коњи. Овој агрегат на домашниот корејски пазар се нуди и во 240 конска верзија со погон на автоплин, а за еколошки освестените на располагање е 1,6 литарски хибрид со 230 конски сили. Сите изведби се опремени со автоматски менувач, а некои и со погон на 4 тркала. Најзначајна во целата приказна за Kia K8 е цената која стартува од неверојатни 23.000 евра. Додека Трамп ја ограничува конкуренцијата, Европа ја штити, макар и задоцнето, но сепак решително. Бројни автомобилски производители се казнети со вкупно 458 милиони евра заради картелско здружување. Под лупа на регулаторите се најдоа практично сите, освен Мерцедес, кој покајнички ги достави информациите врз основа на кои се изречени казните. Тие во периодот од 2002 до 2017 година се имаат договарано за да ги избегнат трошоците за рециклирање на своите автомобили, правејќи со тоа 2 прекршока. Со заеднички диалог се имаат согласено да не им плаќаат на специализираните компании за расклопување на старите возила, сметајќи дека самиот бизнис е доволно профитабилен. Покрај тоа, координирано ги имаат криено податоците за процентот делови кои може да се рециклираат и количината вграден веќе рециклиран материјал во возилата. Најголема поединечна казна кркна Volkswagen, вкупно 128 милиони евра, додека делумно ослободување добија Ford, Mitsubishi и Stellantis затоа што соработувале во истрагата. Со половина милион евра е казната и Асоциацијата на европските производители АЦЕА, затоа што картелското договарање било правено под нејзина закрила. Денеска на тест ја имаме Алфа Ромео Јуниор. Со групацијата Stellantis сите припадници на оваа групација добија заврзани раце. Тоа значи дека на иста основа, исти мотори, исти менувачи требаше да се направи поинаков производ. Тоа е исто како со исти намирници да направите исто јадење, но тука доаѓа до израз креативноста на самиот готвач. А кога збориме за италијанската кујна, посебно за Алфа Ромео, таа успеа да направи нешто поинаку. На изглед, тоа е вистински Алфа Ромео. Ние ги ја имаме на тест изведбата специјале. Таа се разликува од обичната со маската на ладилникот каде е изгравиран логото на Алфа Ромео. Таа изгледа вистински спортски, емотивно и може да се каже дека во голема мерка се разликува од своите браќа и сестри од групацијата. Евидентно и на задниот дел дека Јуниор има сосема поинаков пристап. Тој е емотивен и делува многу спортски, како што е и всушност имиџот на Алфа Ромео.
Во гепекот нема многу простор, сепак ова е мало спортско корисно возило, но сосема е доволно да ги задоволи дневните потреби на оние што го употребуваат. Јуниор доживеа македонска приказна. Која е таа? Со самото лансирање мораше да го смени името. Овој модел требаше да се вика Милано, но по интервенција на италијанската влада, која не дозволи овој производ да се вика Милано, мораше да се преименува во Јуниор. А Јуниор што ни нуди во внатрешноста? Јуниор е вистинска Алфа Ромео. Незиниот изглед и дизајнот на внатрешноста е многу емотивен. За разлика од другите припадници на групацијата Stellantis, големиот инфозабавен дисплеј е сместен долу, не горе, што дава едно поинакво чувство. Инструмент таблата е дигитална и на неа ги имате сите оние потребни работи кои ви се неопходни при возењето. Но ергономијата е малку поинаку направена. Алфа Ромео Јуниор е братучет со многу модели од групацијата Stellantis, но сепак успеа да ја задржи својата автентичност. Единствена заедничка точка од внатрешниот дизајн со своите братучеди е централниот гребен, каде што е поставен прекинувачот за менувачот. Дигитализацијата на кабината е неминовна во денешно време, но радува што Алфа Ромео успеа да задржи некои физички копчиња кои во голема мерка го олеснуваат секојдневното употребување на овој автомобил. А на задната клупа Јуниор ги го оправдува своето име. Тој е вистински Јуниор. Нема многу простор. Се чувствувате малку притиснато поради темниот интериер, црниот интериер кој преовладува во внатрешноста. Не е дека не може удобно да се возите во град со овој автомобил на задната клупа, но на подолги патувања мислам дека би било малку неудобно да се седи назад. Во кабината на Јуниор е удобно, но веднаш ви станува јасно дека од овоа возило не можете да го барате она што би го барале од Алфа Ромео Џулија или Стелвио. Сепак, силните модели на Алфа Ромео веќе се трансформираат на други енергетски платформи. На компанијата и стана јасно дека силните V6 мотори кои ги има во своите врвни изданија немаат веќе толку поклоници. Ново време, нови купувачи. Затоа Алфа Ромео бележи 30% повеќе купувачи кои никогаш порано не поседувале Алфа Ромео. Јуниор ја користи малата платформа на групацијата Stellantis, но сепак се потруди да остави свој личен белег. Трицилиндерскиот бензински мотор кој со благ хибрид произведува 136 конски сили и ја пренесува силата на предните тркала. Тоа на прв поглед не е доволно за еден вистински алфиста, но за еден милениумец, бидејќи овој модел е посветен повеќе на младите, е сосема доволно. Она што го забележувам во возењето е посебниот сетап што успеа да го направи Алфа Ромео на подвозјето. Сепак се чувствувате дека имате едно спортски ориентирано возило. Порано мотото на Алфа Ромео беше Cuore Sportivo, а сега е Emozione Sportivo. Разликата е голема, од спортско срце до спортски емоции.
Алфа Ромео го одржува ветувањето. Има 3 модуси на возење. Во динамичкиот модус на возење забележливо е дека моторот ги менува брзините на поголеми вртежи, овозможувајќи повеќе сила. Се разбира дека тука доаѓа на помош и електромоторот и овозможува едни сосема солидни возни својства. Кога се вози на отворен пат, Јуниор се однесува сосема зрело. Нема големи вибрации во внатрешноста, нема ниту голема бучава. Едноставно, моторот лесно ја носи каросеријата, која и не е толку лесна, таа има над 1580 килограми. При возењето лесно се забележливи двата дисплеи. Централниот наменет за инфозабавниот систем е поставен многу ниско, дури и неприродно. На пат со свиоци морам да признаам дека Алфа Ромео Јуниор се однесува сениорски. Тој добро лежи на патот, дава добра интеракција со воланот и подпирањето и секогаш на возачот му е јасно до кај може да оди. Иако има погон на предните тркала, во динамичкиот мод на возење забележливо е дека однесувањето може да биде малку по-немирно, што се однесува на задната оска, но тоа многу лесно се смирува. Ако сепак претерате на помош, доаѓа ESP системот кој делува малку по-грубо, малку по-нерафинирано, но тоа можеби кореспондира со оние спортски емоции кои ги ветува Алфа Ромео. Новиот дизајн на Алфа Ромео кој кореспондира со новото време кое настапува на автомобилската сцена, многу добро се снаоѓа во новите производи. Јуниор, иако не е многу големо возило, има контура на спортско корисно возило, но возните својства може слободно да се заклучи дека му се на висина на задачата. Мене многу ми се допадна неговото однесување, па и да можем да кажем и предвидливо однесување. Со просечна потрошувачка од 7,9 литри, можеби ова не е податок што ќе ве воодушеви, но секако нема ни да ве разочара. Сега доаѓаме до една дискутабилна тема, која се нарекува цена на возилото. Алфа Ромео Јуниор во специјале издание кое е навистина богато опремено и убаво наконтено чини 36.500 евра. Оваа цена е повисока од оние возила кои се во неговото братство. Алфа Ромео со овое издание специјале на Јуниор покажува дека една Алфа секогаш ќе остане Алфа и една Алфа секогаш ќе биде во центарот на внимание во своето друштво. Тоа беше се што подготвивме за денеска. Се гледаме за 7 дена. До гледање.